повеќе од кога било претходно, важно е да разбереме како функционираат медиумите, како влијат врз нашите животи и врз се што не обкружува, но и да научиме како правилно да ги користиме и поефикасно ние да создадеме медиумски содржини. Медиумската писменост е способноста да се пристапи, анализира, проценува и создава медиумска содржина во најразлична форма и на крај да се делува како таа содржина да се користи. Медиумите се служат со најразлични стратегии да го привлечат нашето внимание и да не заинтересираат за пораката што ја пренесуваат. Тоа е особено видливо во маркетинг индустријата, каде што рекламните агенции употребуваат најчесто најразлични техники да бидат што поуспешни во остварувањето на својата крајна цел. Речи си да нема рекламен блок во кој не се појавуваат славни личности. Луѓето на некој начин се заразени со новите технолошки можности и сакаат нивната фотографија или текст на социјалните мрежи да ги видат колку што е можно повеќе луѓе, а што е уште поважно да покажат дали таа им се допаѓа и истите да ги споделат. Што не мотивира да создаваме и да споделуваме медиумски пораки и содржина. Психолозите често пати истражуваат оваа област и досега откриле прилично многу психолошки причини што не тераат да го правиме тоа, односно да бидеме активни онлайн и да споделуваме различни содржини. Еве некои од нив. Првенствено општествена потврда, бидејќи ние секогаш бараме потврда дали е нешто добро или не, убаво или интересно. Комуникација, затоа што луѓето се пред се општествени битија, имаат потреба да развиваат и да негуваат врски со други луѓе. На крајот на краиштата, забавата е составен дел од нашите животи и ние сакаме да се смееме, да се дружиме, да се шегуваме, да гледаме заеднички интересни видеа и да се забавуваме на тој начин. Деновиве една од најактуелните теми е коронавирусот, па така на една Facebook страна забележав две фотографии, од кои што првата, на која седат двајца сопружници, маж и жена, следат на вестите, вест која што не се знае дали е вистините или не, односно дека се зборува за тоа дека коронавирусот го опфаќа повозрасното население и веќе на втората фотографија тие се сликани како се исплашени, збунети. Се работи всушност за тоа дека треба да се процени колку една информација е кредибилна, вештините, критички да се научиме да ги користиме, дали новинарското известување е точно и вистинито. Тоа би било еден вистински начин да се процени и да се справиме со лавината од лажни вести, дезинформациите и манипулациите, кои што потикнуваат на развој на емпатијата и заштитата на човечкото достоинство, што би ја чинело заштитата во приватноста на луѓето и сигурноста во медиумите, на друштвените мрежи и создавање на платформи за развој на одржливи проекти за медиумска писменост. Признавањето на улогата што може да има образовниот систем за унапредување на медиумската писменост представува и способност за пристап на младите до медиумите, критичко оценување, креирање и комуницирање на медиумски содржини, како поддршка на наставниците во развој на образовните материјали за медиумската писменост. Би било убаво да ги користиме алатките за да ги провериме информациите, социјалните мрежи, за да споделуваме позитивни вредности. Ако знаеме кој зошто создал некаква медиумска содржина, многу полесно ќе го разбереме незиниот ефект. Луѓето понекогаш различно ги разбираат медиумските пораки. Да се процени медиумската содржина значи да се утврди дали таа ќе биде релевантна, вистинита, пристрасна. Термините медиумска писменост и медиумска компетентност често се користат како синоними. Медиумската писменост како поим ќе се однесува на степенот на стекнување на поврзаност со некој конкретен медиум, вештините околу компјутерската писменост, филмската уметност, или ќе представуваат збир на медиуми
како што се технолошката и дигиталната писменост, додека медиумската компетенција ги вклучува сите видови писменост. За да се постигнат целите, како што се заштита на приватната сфера, развој на комуникацијата, самокритичноста, интеркултурен диалог, усвојување на рефлексивните и етичките димензии, развојот на способноста за користење на иновативни медиуми, потребно е да водат кон развој на медиумското образование и медиумската култура. Поттикнувањето на поголем консензус за медиумска писменост, поддршка на анализата и размената на добрите практики, активното истражување и градење на критичко размислување од страна на наставниците и учениците за пораките што тие ги добиле или ги создале медиумите, признавањето дека медиумите се нови форми и канали на образование ќе ги зајакне вештините за медиумска писменост за учениците од сите нивоа. Што е потребно? Потребно е државата да ги спонзорира истражувањата во образовните програми кои што користат иновативни технологии, во кои се подучуваат децата и младите како најдобро да се користат медиумите. Заштитата на децата и младите како активни учесници во медиумскиот простор е сложена задача која има важни последици за иднината. Неопходна е поголема активираност и присутност на невладиниот сектор во спроведување на неформалното образование преку воннаставни активности, кампањи, проекти и работилници, одбележување значајни датуми, денови поради малата застапеност или изучување на медиумската култура во учебниците и наставата со поголема процентуална застапеност. Медиумската писменост е директно поврзана со онлайн учењето, мобилното учење, учењето на далечина и хибридното учење, како и апликациите за поучување. Информацијската ера и вмрежената реалност ги мешаат стандардите и очекувањата од новите генерации, кои минуваат низ процесот на учење и усовршување. И за крај да ви се заблагодарам на поканата и да ви посакам успешна работа.